Почитуван министер за внатрешни работи господине Спасовски, почитуван заменик министер господин Буши, почитуван директор на Биро за јавна безбедност Тасевски, почитуван градоначелник на општина Гази Баба Бован Стевковски, кој што беше со нас целиот ден, меѓутоа мораше да замине на прославата на градот Скопје, почитуван председател на синдикатот на полицијата Маријан Кицев. Вистинска грижа за вработените, за граѓаните, за развојот на државата и општеството се гледа преку конкретни дела. Денеска на овој важен ден за градот Скопје, денот кога го одбележуваме неговото ослободување, овде во Гази Баба ја посетив целосно реконструираната полициска станица и лично се уверив дека со завршените градежни зафати сега имаме еден целосно модерен и функционален објект. Со оваа инвестиција не само што обезбедуваме подобри услови за работа на полицијата, туку обезбедуваме и подобри услови за граѓаните кои што ги користат услугите на МВР тука. Овој објект никогаш досега не бил саниран. Ова е прва и единствена интервенција досега. И тоа ме прави посебно горд, бидејќи оваа реконструкција ја направивме со околу 27 милиони денари, финансии од државниот буџет, и тоа во време на економско-енергетска криза, толку кога јас сум премиер на владата. Оваа инвестиција е исто така значајна затоа што со неја обезбедуваме меѓу другото и енергетски ефикасен објект, со што ќе се овозможи заштеда на електрична енергија во услови на енергетска криза, кога ни е повеќе од потребно рационално и одговорно искористување на струјата. Ние сме одговорна влада и располагаме со буџетот одговорно. И само со ваков пристап се можни вакви подобрувања. Се грижиме за секој денар на граѓаните и вложуваме таму каде што е најпотребно. Токму затоа од 2017 година реконструирани се вкупно 78 полициски станици низ целата држава. А денес можеме да разговараме и за изградба на две нови круцијални објекти, важни за работа на Министерството. Токму затоа го имаме ИКТ центарот во Прилеп, проект од 11 милиони евра, со кој се овозможи промена на целокупната информатичка инфраструктура во МВР и се обезбеди систем за компатибилна размена на податоци и информации со сите институции во државата. Токму затоа и се гради новиот форензички центар, инвестиција од околу 3 милиони евра, што е уште една силна потврда за посветеноста на оваа влада за обезбедување подобри услови за функционирање на институциите, но уште поважно, подобри услови за живот и работа на секој граѓанин. Ова е видливо и се препознава во секој наш чекор и во секоја наша одлука. Одговорното менаџирање на буџетот се огледа и во фактот дека во време на толку голема криза успеавме да обезбедиме изголемување на платите на вработените во МВР, така да во периодот од 2018 до 2022 година платите на сите вработени на МВР се зголемени 3 пати за по 5%. Посебно значајно е што ја зголемивме основната компонента за полицаец, нешто што е направено за прв пат од независноста наваму. Дополнително со последните усогласувања предвидено е со законот за минимална плата, платите во МВР за најниското платено место согласно систематизацијата се над предвидената минимална плата. Но можеби најважниот момент е што отворен диалог со репрезентативниот македонски полициски синдикат со најновиот колективен договор овозможува подобар социјален статус преку повеќе програми и нивоа и обезбедува поголема мотивираност на припадниците на МВР и повисоки резултати во работењето. Јас сум навистина почестен што денес сум тука, меѓутоа имам огромна почит за нашата полиција. Тие работат едно од најтешките работи и задачи во државата. Голем дел од времето во многу опасни услови. И јас како премиер и ние како влада сме целосно посветени да им обезбедиме достоинствени услови за работа и секако да имаат почит достоинствена за нив во општеството. Од она што го имам како информација, до 2017 одредени единици на полицијата повеќе од 10-15 години немаа добиено ниту униформи, ниту чевли, ниту чизми, ниту друга потребна опрема која што е основа за полициските службеници. Затоа си земавме за обврска да го поправиме тоа и на повеќе наврати изминативе 5 години набавивме униформи и друга потребна опрема за полицијата во вредност од над 10 милиони евра. Во кратките 5 години од полициски службеници кои беа доведени во состојба на субстандардни услови, без потребна опрема и униформи, создадовме мотивирана и задоволна полиција која работи во интерес на граѓаните и државата. И реков дека никој нема да биде оставен сам и тоа се однесува и на полицијата. Тие се исклучително важна алка во општеството. Со реформите кои ги спроведуваме денес, полицијата е заштитник на безбедноста на граѓаните, државата и демократијата. Заврши времето на политичка злоупотреба. Денес со вложен огромен труд и посветеност имаме професионална,
департизирана полиција и на тоа сум исто така особено горд. После сите премрежа кои што ги имавме како држава, овие реформи и инсистирање на професионализација на полицијата е наш влог во иднината и во развојот на демократијата и државата воопшто. На крај би сакал да изразам огромна благодарност, но и честитки до припадниците на МВР за постигнатиот напредок во безбедноста и справувањето со криминалитетот. Ви благодарам.